Македонија бележи благ раст во однос на извозниот биланс по лошата 2009 година, кога светот беше зафатен од економската криза. Но тоа е далеку од она што се постигна во 2008 година, рече Љубица Нури, директор на дирекцијата за интернационална поддршка. За надминување на проблемот со извозот, таа спомена дека Стопанската комора на Македонија ќе побара нови билатерални договори со Грција околу двојното доначување и со земјите со кои Македонија нема склучено таков договор. Најави и пробив на нови пазари. Комората ценеше дека во ова година на фирмите, на компаниите, на членките треба да даде поддршка во неколку насоки. Пред се, треба да бидеме ангажирани во подобрување на правен амбиент во кој се одвива надлежно трговското работење. Прашање на либерализација на трговијата со Руската Федерација е големо прашање, затоа што вие знаете дека Србија има договор за слободна трговија со Русија, Русија има договор за слободна трговија со Казахстан и Белорусија, Србија сето следи и сега Србија, Белорусија, Казахстан и Русија се една зона на слободна трговија. Во овие процеси ние не треба да чекаме иницијативи од други страни. Ние треба да имаме сами иницијатива и сами да инсистираме да се најдат решења како нашите производи на овие пазари да бидат конкурентни. Ако се најде такво решење, тогаш инвеститори ќе дојдат кај нас. Нури се осврна и на проблемот кој го имаат грчките компании со новиот закон кај нашиот јужен сосед, по кој тие повеќе нема да добиваат поволности од грчката влада според програмата за поддршка на Балканот. Нури истакна дека фирмите треба сами да одлучат дали ќе останат во Македонија, откако ќе ги увидат условите за финансирање. Таа појасни дека тоа не се фирми со 100% грчки капитал, туку интернационални корпорации по одлуката за повлекување е комплексно прашање. Сепак за надминување на проблемот најавена и средба меѓу македонски и грчки владини представници.